Здраво на сите, добре дојдовте во 12-тата епизода од втората сезона на Издиши се, подкаст за поправка на секојдневното расположение. Животот со своите предизвици забрзано чекори пред сите нас, а ние постојано се обидуваме да сме во текот со него и да го следиме. Брзаме да ги оствариме нашите планови, зацртани цели и соништа, без притоа да размислуваме на нашите мисли и чувства. Во тој животен круг, кога постојано се тркаме сами со себе и со нашите планови за иднината, многу е важно да сме присутни и свесни за се она што ни се случува околу нас. Потребно е да се потпираме на нашите чувства и секогаш да им веруваме за да не се изгубиме. Токму на оваа тема за процесот на градење кариера и одржување на стабилно ментално здравје ќе зборуваме во оваа епизода. А пред да го најавам, мојот денешен гостин би сакала да ве потсетам дека може да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог, достапен на платформата Разговор МК. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете апликацијата Разговор МК на вашите уреди и при резервација да го запишете кодот Издиши се 15. Кодот ќе ви го оставам и во описот на оваа епизода. Исто така, нашите пријатели од себе служувалка имаат супер понуда за сите средношколци и студенти. При закажување на разговор со било кој психотерапевт од тимот на себе служувалка добивате 15% попуст. А мој денешен гостин е лиценцираниот психолог и когнитивно-бихевиорален советник и кариерен советник за возрастни лица и родители Ивица Павлов. Здраво Ивица, добре дојдовте во новата епизода, како сте? Здраво Симона, мило ми е што сум дел од Издиши се. Тава прекрасна емисија што е започната во скоро време, колку што знам, и мислам дека има доста напредок и се надевам дека во иднина ќе продолжите, како што и добро работите до сега. Многу ви благодарам. На почеток да кажеме зошто кариерата е многу важна во процесот на созревање и растење на еден човек. Кариерата низ процесот уште од рани години можам да кажам дека секој дете расте во домот кај што неговите родители со нешто се занимавале, потикнати од успех, потикнати од што ќе правиш утре, потикнати од ако не учиш, ќе работиш ли, и така натака. Многу чести реченици што ги слушавме од нашите родители и се уште се слушаат, ги потикнува самите млади да размислуваат кој ќе биде неговиот пат, кој ќе биде нивните патишта, на која страна ќе се обрнат, да не сгрешат, што да изберат и така натака. Од самиот процес на едукација, училиште, средно училиште, факултет, многу сгрешени факултети, многу сгрешени средни училишта, ги доведува луѓето да размислуваат што ќе правам јас понатака. Кариерниот процес станува многу битен во самиот развој на самата личност, со оглед на тоа дека и многу луѓе може да забележиме дека се поистоветуваат со нивната улога, што работам, тоа сум. Мојата личност е мојата работа, мојата служба, што понекогаш навистина го двои животот, односно семејниот живот со работата. Така да самиот процес во нашето општество на кариера од почеток до кариерата никогаш не прекинува, значи таа продолжува и во 80-тите и 90-тите години од животот, така да никогаш не прекинува и е доста битен стожер на сите односи во семејството и работата. Во мојот живот, во вашиот живот и така натака. Едноставно кариерата ни врши целосен притисок понекогаш во однос на животните патики. Во нашите животни одлуки, нашите животни цели што ги имаме, визии и така натака. Дали може да направиме една паралела помеѓу успех и неуспех? Успехот и неуспехот би го дефинирале од една страна што од моја перспектива не гледам дека има неуспех, има само можеби процеси, некоја рампа што треба да се надмине со цел да го постигнеме тоа што го сакаме. Неуспех може да биде и лошо изиграна партија баскет. Неуспех може да биде ми паднала лажичката додека јадам со другарите. Зависно тоа како младите гледаат на самото однесување, пак тоа е поврзано со внатрешните состојби на особата, на самата персона. А какво влијание има неуспехот врз менталното здравје? Неуспехот влијае, не дека не влијае, но пред се зависи од како самиот човек ќе го погледне дали тоа успех или неуспех. Неуспехот не
навраќа назад, не држи да не излеземе од нашата комфортна зона. Не држи да не идеме нанапред, не држи да не ги оствариме собствените цели, собствените визии, собствениот развој да го доживееме, бидејќи сами по себе човекот е роден за успех. Неуспехот може да се види само таму ако ние дозволиме тоа да се случи. Во тој случај може да се каже дека самиот неуспех потекнува од самите нас. Самите наши мисли, самото наше однесување. Да, нели секој човек на почеток пред да направи нешто големо за својата кариера или без разлика дали станува збор за кариера или на некој животен план што го има да го оствари, има некаков страв од неуспех. Какво влијание има тој страв? Стравот од неуспех најчесто може да кажам дека е научен и е потикнат. Стравот од неуспех е поврзан со јас не можам тоа да го направам. Јас не сум способен нештото да го направам и така натака некои одредени пораки што се испраќаат до самите деца додека се во развојот во одредени години кај самото дете, кои што цврсто се лепат за нивното главно верување кој што ги враќа назад кога ќе се соочи со некоја препрека. Например, дете кое што му е испраќано порака, не си ти добар за тоа. Немој да се обидуваш и така резултатот ќе биде единица, да речеме, или ти не си доволно добар ученик, па и правењето на споредби на родителите со другите деца и тоа како влие за детето да го одврати од патот на успехот, ако веќе разговараме со дечиња. Успехот пред се зависи од таа позитивна афирмација, позитивни информации што ги испраќаат родителите во раните години, а потоа и како самото дете ќе одлучи кон што сака да се насочи. Самиот потик од родителите и насоката во која поддршката, целокупната поддршка што му ја даваат на детето и за возрастните, да речеме, и кај студентите и така натака, кога ќе бидат веќе и семејство ако имаат формирано, има се уште луѓе кои што се соочуваат со некои одредени мисли кои што ги одвраќаат од нивниот успех. Што е најважно и битно да се направи за да се продолжи понатаму подоживеан неуспех или подоживеана прва препрека? Доживувањето на првата препрека многу луѓе може да ги врати назад од таму кај што и тргнале, односно на самиот старт, доколку се соочат со некоја препрека, се враќаат назад и најчесто си кажуваат не, јас не можам. Јас се откажувам, не можам ова да го направам. Не сум доволно добар или немам доволно развиени вештини, особини, немам доволно едукација за да станам нешто што сакам да бидам. Што може тука да направиме? Најчесто е тука, ако добро те разбрав, што може ние да направиме како еден совет пред се, да се соочиме дека и да направиме развој во однос на нашите мисли, да ги прекинеме тие неубави мисли што ни поминуваат низ глава. Нема нешто што не може да се направи. Туку да ја свртиме позитивниот поглед и да видиме што јас можам да направам. Да, може сум ограничен во одредени особини и вештини, но тоа не значи дека не може да ги развиеме. Ќе ги ограничам тогаш кога ќе кажам не, јас не можам. Тогаш е јасната граница што се постава, но да, може би сега не можам да го завршам факултетот, као јасен пример, поради ограничени, да речеме, ресурси, средства и така натака, но тоа не значи дека самото нешто не можам да го одложам за некој период и дека нема да го завршам во наредните 3-4 години. Ако се насочиме кон нашата цел, ако се насочиме кон тоа што сакаме да го изградиме, што сакаме да го постигнеме, го направиме како еден тип на план и да чекориме полека кон него, ја верувам дека за кратко време ќе се оствари онаа цел или онаа визија што сакаат младите, општо и секој човек да ја оствари. Често пати се случува и да се откаже некој на патот кон успехот, би рекла. Што го тера да се откаже? Зошто не верува во тој целосен процес и не е истраен за да го дочека тој краен успех? Самото откажување е стравот, понекогаш од неуспех, а некогаш стравот од успех. Ако погледнеме во тој дел, стравот од неуспех најчесто ги враќа луѓето за да постигнат нешто што можат, бидејќи можеби ќе бидат, ако постигнат неуспех, ќе бидат осудувани, ќе се почувствуваат неубаво, срам, стравот и така натака, да не бидат
да не добијат некоја потврда дека еве јас не постигнав успех и знаев дека не сум доволно добар, а со тоа повторно ќе се вратиме у кругот на ниската самодоверба, на ниското себевреднување, на ниската самопочит, дури понекогаш и одредени состојби како депресивност и така натака, што е често кај младите, што не ќе може да постигнат некој успех. Од друга страна го имаме оној страф од успех, што ќе биде, односно што е тоа со што ќе се соочам од кога ќе ја завршам мојата цел, која ќе биде иднината после тоа, што ќе следи, што понекогаш ги фаќа на вистина страф луѓето од успех и затоа се задржуваат на истото место во кое што и се. Не чекорат напред, но како викаат, има една позната мисла што вика подобро е да бидеш барем чекор нанапред следната година во овој период, отколку да останеш на истото место и да не направиш никаква промена. Макар тоа да биде една обична книга прочитана или да научиш нешто ново. Да, баш тоа ми беше наредното прашање, какво влијание има стравот од успех и кои се главните причинители на стравот од успех? Стравот од успех повторно поврзан со оние реченици кои што не одвраќаат, например, не можам да го направам тоа. Добро, ако не можеш да го направиш тоа, што е тоа што можеш да го направиш? Оце да ја самата реченица да ја направиме помека, поедноставна и полесна, кога луѓето размислуваат дека можат полесно да направат успех од кога неуспех. Нема неуспех. Имаме само што е тоа што го научив од грешката можеби што сум ја направил. Доколку научам и од сопствената грешка што е тоа кај што утнав и дека повторно треба да се насочам кон истото, тогаш јас веќе го доживувам успехот. Ќе ги земам познатите компании кои ги направиле, нели познатите автомобили или машини или било што неколку пати паѓале на тој тест за добра машина, не е изработена од денес за утре, а граделе со години, неколку пати паѓале, но тоа им било потик за продолжат натека и да го изградат нивниот производ навистина добар кај предприемачите. Други нешта што не спречуваат во постигнување на успех е, како што реков, стравот што ќе биде потоа. Бидејќи има луѓе кои што откако ќе постигнат успехот сакаат да идат нагоре, сакаат уште нешто ново и поставуваат нови предизвици. Тука се соочуваат и со себе си, влегуваат во една состојба на постојана работа, се соочуваат со предизвикот семејство, кај сум јас, кај е моето семејство, што ќе биде со нив и тука навистина настануваат многу нелагодни состојби во нивните семејства, кои што многу често веќе изминативе неколку години го работам тој процес кај што имаме раздор во семејствата поради тие кариери што се насочуваат, луѓето постојано работат, го забораваат кои се, што се и што сакаат од нивниот живот. Да, во тие моменти многу е важно да се остане присутен на самиот себе и она што ти е навистина важно, нели, покрај кариерата, сепак имаме и други вредности на кои што треба да пазиме. Дефинитивно, кариерата е еден тип на, ќе ја споредам со машина за мелење. Зошто? Затоа што знае да предизвика многу позитивни работи, но може да предизвика и многу негативни работи, доколку човек целосно се насочи кон незе. Има доста многу млади парови кои што завршуваат како што завршуваат, раздвоени, и семејства кои што и бракови пропаѓаат поради одредени кариери во кои што некои од фамилиарните партнери не се прибираат дома, едноставно целосно се посветени, но никој друг не се грижи за семејството, ако ја земат како општа вредност, ако воопшто ја гаат како вредност. Пред сега кажувам, тргни од сопствената вредност, што е за тебе побитно, семејство или кариера, со што ако е семејството, нешто од нив ќе трпи доколку се обидуваме да вршиме баланс помеѓу семејство и кариера. Најчесто едното страда, доколку идеме напред во кариерата, тоа со нејзините секојдневни предизвици, стресови, нови стравови, нови соочувања, нови проблеми, си ги носиме дома и тоа како влијае врз останатите членови, со тоа и ставаме една блокада, што е за мене побитно, семејството или работата, а од друга страна, ако се насочиме кон семејството, ја забораиме кариерата, можеби нашиот внатрешен мотиватор нема да биде моментално задоволен, но јас пак ќе кажам, знам дека ќе ја постигнеш својата кариера, не мора да иде толку брзо да веднаш се качиме на скалата на врвот, туку може да иде
чекор по чекор, понезе да се качуваме, па и за неколку години ќе осовладаш тоа што го сакаш и го имаш замислено, а со тоа да направиш и баланс и да го задржиш семејството. Како да се справиме со стравот од неуспех и стравот од успех? Стравот од неуспех секогаш не враќа на назад. Луѓето кои што не сакаат да пробуваат многу нови работи се, например, во тој страв, луѓето кои што сакаат да одат напред, да учат нешто ново, но таа комфортна зона ќе ја наречам, која не се излегува лесно, тој страв и срам дека може да се соочат со некои работи, потврди, осудување од страна од општеството, многу едноставно ако речеме дека тоа е само во нашата глава. Дека главното осудување нештото што го прават кај луѓето е само вашата мисла, што и сами ние се бориме против нашите собствени мисли. Еден од чекорите застани каде што си, размисли што сакаш, соочи се со своите нерационални мисли, стравовите се базирани на ирационална мисла. Стравот не е факт, тоа е само наша замисла. Како што малите дечиња се плашат од духови, од спајдермени и така натака, така и сите возрастни се плашат поради одредени работи, но доколку размислиме на рационално ниво, уклучувајќи го нашиот критичен ум и свесност, трезвеност, ќе сватиме дека нема ништо страшно што и да се проба, макар и да паднеш, па ќе научиш зошто, затоа што јас наеднаш не научив да возам точак. Многу пати сум паѓал, додека не научиш да возиш точак, исто како и децата што учат да одат, паѓаат многу често и така натака. Зголемете самодовербата. Таа ни е главна водилка и храна на нашата душа, што би се рекло, која што ќе не соочи со било кои препреки за полесно да ги надминеме. Значи, зголемете самодовербата преку имате психолог си, контактирате ги доколку читате книги, мотивациони книги и така натака, слушатели кои што малце може да ве опуштат. Правете чекори, макар и да се мали, се позитивни, бидејќи самите наши чекори ни даваат еден позитивен доказ дека можам нештото да го направам, дека или да ми каже што треба да изменам за да го направам повторно тој чекор, но што е да правите, немој да останеш да седиш во клупата или на масата, бидејќи развојот не се случува од денес за утре, за развојот е процес и најчесто за него треба чекори самите да направиме, понекогаш да се поттикнеме и да не поддржа психолози околината во која што живееме, но секој чекор е подобар отколку да не направиме никаков чекор. Дали поставувањето на реални цели е клучно во процесот на градење кариера? Така. Освен реалните цели, кои што се битни во развојот на нашата кариера и нашата визија за развој на кариера, реалните цели се тие кои што и ден денес ако се запрашаме што сакам да бидам космонаут. Дали можам да бидам космонаут? Е знак на прашање. Може би, ако сум се родел со кога би ми функционирале онаа друга хемисфера од мозокот кај што ми функционира поише математика, физика и така натака. Може би во едно добро друго општество во кое што талентите и квалитетите полесно се изразуваат и се ценат. Од моја перспектива дали би можел, може да се каже не. Затоа што тоа е реалниот мој капацитет во кој што можам да се согледам себе си. Може би нема да бидам космонаут, но можам да бидам па добар во нешто друго. Што е тоа во кој што можам да бидам добар е базирано на моите вредности, базирано на моите карактеристики, вештини и особини, кои што ме доведуваат и ми го отвараат пополека патот во мојата кариера. Откога би се запознал себе си, во што е тоа што сум добар, што е тоа што сакам да го работам во иднина, веќе пополека можам да ги поставам целите, да ги наредам кажано и во една листа и да одредам од нив во што сум јас најдобар од сето ова. Бидејќи еден човек не е добар само во една работа, дефинитивно, сите имаме ние особини, вештини развиено, дали тоа ќе бидеме спретни во една активност механичка, дали се мануелни, дали се аудитивни, говорни или било што, ние сме добри во некој од
во тие полиња и наследните особини, вештини што ги учиме од самите родители, сме добри во одредени бранши, така што пополека од кога ќе се направат на еден лист, можам да ги поставам целите базирани на моите вештини, карактеристики и особини, пополека можам да ги издвојам и самата цел многу полесно да ја увидам, а со тоа да ги наведам и оние патишта што ќе ме доведат до таа цел. Па се поставуваат цели на краткорочно, долгорочно ниво и така натака. Колку е важно да се сочува менталното здравје во процесот на градење кариера? Најмногу. Најмногу, затоа што и секоја кариерна промена што сакаме да ја направиме, бара од нас одредена ментална цврстина. Бара од нас ментална хигиена, бара од нас дисциплина, бара од нас се она што сме ние и што можеме да го задржиме во текот на самиот развој, самиот процес на учење, самиот процес на живење во едно општество. Задржувањето на менталната, на психичкото здравје, ќе го наречам психичко-менталното здравје, е водилец во не само во кариерните промени, туку и во низ целиот живот. Еве, земете и вие, кога не се чувствувате добро, не ви се работи ништо. Кога ве боли глава, не ви се работи ништо. Кога имате раскинато со дечкото, не ви се работи ништо. И така натака. А пак од другата страна имаме една кога сме заљубени, тоа како добро ни оде од рака. Да. Сега, кои се најчестите предизвици со кои се соочуваат поединците додека се стремат кон професионален успех? Кон професионалниот успех најчесто е многу зависно од која етапа од животот, односно од која возраст сакаме да направиме кариерни промени, во која возраст сакаме да направиме, да идеме напред, да учиме, да се развиваме. Еве, ќе ги земам изминатиот период, доста работам со млади особи кои што се од прилика на 25 до 33-34, кои што многу добро работат во нивните струки, кои што после одредени периоди веќе се соочуваат со одредени промени и кај нив се појавува чувството на потреба од промена. Промена на кариера, промена на дали ќе биде нагорна линија, дали странична линија сакаат во кариера, дали целосна промена од една струка во друга струка, дали ќе биде било која од нив е кариерна промена. Предизвиците со кои што се соочуваат е тоа најчесто сакам да направам промена, да, но дали ќе бидам доволно добар во нештото што сакам да го направам. Се соочуваат со предизвикот на времен, например, оние кои што добро работат на една позиција, кај нив се појавува нели потребата да идат напред нормално, кое што ако се соочиме и се запрашаме дали сакате да направиме, да, навистина сакаме да направиме, а што е тоа што со кој што треба да се соочите најчесто тоа е нова работа, не дека е непозната, туку нов стрес, нови работни обавези, можеби ќе бидеме тим лидери, може ќе бидеме луѓе кои што ќе треба да менаџираме со одредени ресурси, можеби ќе треба да даваме откази на луѓе. Тука се соочуваат со новите предизвици во кои што ако не го зачуваат менталното здравје и тоа како ќе се одрази врз нив. Тука се соочуваме со предизвик што ќе биде ако на таа особа треба да дадам отказ. Да речеме една млада особа од 30 години треба да даде отказ на некоја особа од 50 години кој што е 20 години во една фирма. И тоа како тука се појавува двоумење што да правам сега. Се појавува неспиење, несоници, се појавуваат одредени стресови симптоми на телесно ниво, се појавуваат одредени анксиозности, нерасположености и така натака. Како да се надменат тие моменти на промени кои што ги спомнавте, односно да се зачува менталното здравје во целиот тој процес на промени? Што е потребно да се направи? Пред се да се свртиме кон себе си и да се запрашаме што правам. Дали ова за мене, дали не е за мене. Да си поставиме прашања кој сум, што правам, што очекувам од, да речеме, ако се работи за нова работна позиција или работна промена, со што ќе се соочам на нејзе. Дали е тоа реално или е само нешто нафрлена информација добиена од страна на други луѓе. И во тој процес советувам да се распрашате малце поише, да се информирате од прва рака, а не рекла казала народски кажано.
па кога ќе се соочиме веќе да видам дали јас сум доволно спремен за нештото и таа промена што треба да ја направам, дали таа ќе ми донесе бенефит или само ќе ме фрли во некои други состојби, неубави, или ќе ме врати чекор наназад. Може да се запрашам во тој процес на зачувување на менталното здравје, дали јас може да се сносам со сите предизвици што самата работа и стресови ми ги носи. Додека не се соочиме, нема да знаеме. И најчесто тука после одреден период, да речеме од 6 месеци, може самите да се запрашаат кога веќе бија промениле самата кариера или самата работна позиција, може да се запрашаат дали сум окей, да земаат фидбек од самите работодавци, дали добро си ја работат работата, кој што е доволно показател за да увидат дали они се окей. Дали ќе добијат како они се соочуваат со стресот на новото работно место. Насоката кон себе си само ќе те сврти и ќе ти ја доли моменталната состојба како ти се осеќаш, дали си доволно хепи за да работиш на тоа работно место. Дали го чувствуваш тоа работно место дека е тоа твое место. Дали со љубов одиш на работа или ти се враќаат нозете наназад. Се доволно показатели кои што може да ти кажат дали сакаш да продолжиш натака. Доколку се соочуваат со стресови одредени, дали може да се надмине стрес, може секако, но ако не е на многу долг период. Стресот после долг период и тоа како исцрпува, имавме многу случаи на бърнаут кои што се доведуваат поради земени неколку проекти наеднаш, поради нови стресови стравови, но потребата од успех ги фрла луѓето повторно во еден круг на мелено месо, каде што се забораваат себе си и секојаш работата ја ставаат пред нивното здравје. И најчесто имаат негативно им се враќа као бумеранг, бидејќи доколку го ставиме нашето здравје пред работата, тогаш веќе знаеме како да се соочиме. Но доколку работата ја ставиме пред нашето здравје, тоа како ќе бидеме мелено месо после 6 месеци, година, дена, 2 години и така натака. Како да се постават тие граници? Да знаеме кога е доста и кога е време да прекинеме одредена работа, кога не е, да кажам, не е толку важно да се жртвуваме за кариера, кога е време да кажеме доста ми е, сакам да направам пауза, да се видам малку себе си каде сум и што сакам да направам. Така, во процесот во потребата од успех, луѓето знаат да се заборават и тоа е дефинитивно. Додека може би околината не почне да делува на нив и да им каже чекај малце што правиш. Дали твојата работа е твојот живот или ќе живееш за да работиш или работиш за да живееш. Луѓето се губат во таа машина. Пак ќе кажам, тука и околината го врши незиното влијание. Тоа е процес на кој што треба, знаете, од страна кога ќе добиете некој шамар, сум го добил тој шамар, ќе признам, домашен шамар кажано, каде што ќе те соочат со чекај малце што ти е побитно тебе семејството или работата. Човек се доведува до моменти каде што крева рачна и вика навистина е време да размислам. Дали вреди да го жртвувам сето она за кој што се бориш во животот, или да го напуштиш едноставно и да се насочиш само кон работата, која што после многу години ќе ти се одрази на друг сегмент, односно ти нема да бидеш повторно задоволен од себе си поради тоа што си го изгубил. Се дека моментот не ги исканташ работите, дали и што е побитно во твојот живот, луѓето остануваат несвесни за тоа што во тој процес во кој што се внесени со самата работа. Така да самите шамери што доаѓаат од околината и симптомите доколку другите луѓе ги забележуваат исцрпеност, расеаност во однос на особата со која што нели сака да ја вратат назад, доволно е да го соочат и да го запрашаат кој е побитен од тебе. Како да се постави баланс помеѓу кариерен и личен живот? Тоа е многу интересно прашање, дефинитивно може да се постави. Ако не може да се постави, слободно прашете ме. Може да се постави, зошто? Ќе се навратам на претходното прашање, правењето на баланс помеѓу работа, кариера и приватен живот.
кога се запрашав пред некоја година која што еве од моја перцепција, од моje искуство, ја обожавам најчесто моите сесии споделувам нешто искуствено и практично секојдневниот живот, гледам дека навистина луѓето тоа им одговара и дека забележува дека секојдневниот живот е на сите луѓе и дека сите се со нема човек што не е без проблеми, тоа нешто не постои. Нема човек што е среќен најмногу во светот, не е возможно. Најчесто тоа е кратко трајно и кај луѓето кои што сакаат добро да грабат во кариерата, од кога ќе постигнат еден успех, никогаш не престануваат. Секогаш идат напред, чекорат цврсто, ги разбиваат сите тие нешта кои што сакаат да го постигнат, ги надминуваат препреките и што по тоа е прашање. Не се задоволни од приватниот живот. Не се задоволни затоа што многу изгубеле од страна кои што или го граделе или воопшто не го изградиле, се заборавале себе си низ тој процес. Сега, самиот баланс и воспоставување како нешто тоа се направи, пак ќе речам, запрашај се самиот себе си што е повредно за мене. Работата е работа и колку јас би сакал текот на денот да работам, дали 6 сати, 8, 12 сати. Ако биде 12 сати, тогаш ќе имаш уште 8-9 сати што можеш да го посветиш на приватниот живот. Ако работиш 24 сати, не ќе можеш да се посветиш. Ако работиш 8 сати, тоа како ќе имаш многу поише време, не само да го зачуваш сопственото ментално здравје, да се насочиш кон себе си, ќе имаш време да се насочиш и кон другите позитивни, односно и ако имаш семејство, да градиш семејство, да уживаш со партнерот многу поише време, отколку да му пружиш на тој емотивен дел 2 сати само. Така да баланс се прави, само е знак на прашање што е за тебе повредно. Пак ќе кажам, успехот ќе биде постигнат, не мора да биде од денес за утре, како што многу млади имаат проблеми со тоа, сакаат од денес за утре да бидат веќе на огромни позиции, да заработуваат многу пари. Имаше една порака од еден возрастен човек и познат човек кој што кажа: млади, кај се брзате, животот тука е, ги живеете убавите години, сега учите, главниот процес на учење и развој на кариера е у самата патека, не и постигнатата цел. Постигнатата цел ти ќе ја совладаш, искуството што ќе имаш позади себе, ќе те доведе до нови успеси понатака, но одејќи го патот, чекор по чекор, ти ќе научиш како да го живееш нештото, да ги направиш тие баланси, а при тоа да бидеш задоволен и од работата и од себе си. Дали може би карактерните особини имаат влијание врз одржување на стабилно ментално здравје при процесот на остварување на целите? Да, личните карактеристики и тоа како имаат. Задржувањето на една патека бара, да речеме, во постигнувањето на таа цел, бара дисциплина, бара посветеност, бара човек кој што ќе рече доволно ми е, сакам нешто ново да направам, сакам нешто ново да постигнем. Човек кој што има вредности за и тоа како да се насочи, не мора викам јас чекор по чекор секој ден ќе постигнеш целта, бара една оданост кон нештото. Сега имаме луѓе кои што се, да речеме, импулсивни, кои што сакаат нешто да го постигнат брзо и паѓаат затоа што најчесто кажуваат: ова е премногу за мене, патот и чекорите се многу, немам нерви да го направам се тоа. Наједноставни зборови се: немам нерви, дај нешто побрзо, дај ми шорткат за постигнам да бидам председател на државата. И така натака. Има луѓе кои што викаат: не брзам нигде, имам време, ќе го постигнам нештото, ми треба поише време, да речеме неколку години и така натака. Самите карактерни особини од местото од кај што доаѓаме, семејството и околината, и тоа како влијае врз нашиот ментален склоп. Импулсивно дете кое што кажано е со кратки нерви или краток фитиль, потешко може да заврши, најчесто гледаме како потешко завршување на една работа, поради тоа што му е или досадно, не дека не ја знае, може да го избркаат, да речеме, од час, поради тоа што не може да седи во едно столче. Или му е домашната досадна, или си знае све. Но и па за тоа има лек му се даваат други дополнителни задачи за решавање, па имаме уште поголем успех кај самото дете, па така и се разви талентот и
и на детето му се овозможува тоа да учи натака и да не го замрази тоа кај што сака да е. Од друга страна има луѓе кои што се толку мрзливи, кои што покрај тоа нивниот капацитет е доволно голем, но мрзливоста за да постигнат успех не се изразува лесно. Кој што исто така мрзливоста е дел од карактеристиките на личноста, каде што кај нив па бара малце поголем потик да ги натераш они да седнат да учат или да се насочат кон нешто. Може на тој пат, имаме чести случаи кај што во една фирма работат 3-4 на еден проект, 3-4 колеги, па најчесто еден е мрзлив, па другите влијаат и го потикнуваат, ајде докај си што е ова, ајде те чекаме од тебе, зависи така натака, да го мотивираат нивните шефови, да го мотивира нивната околина со цел да ја постигна заеднички таа цел. Така да има чекори, има можности, има начини како нешто тоа се направи. Каква е улогата на семејството и околината во процесот на градење кариера? Семејството како семејство не можам да речам дека му е работа да го поттикне и поддржи самата особа која што сака да направи промени, но едно од главните да ги речам стожери во нештата која сакаме да ги направиме промените се тие кои што добиваме внимание, кои што добиваме љубов и кои што се тука секојаш со нас. Еве да земеме кога во едно семејство каде што веќе помалите дечиња нели нормално не го разбираат тој процес, кај повозрасни дечиња кои што веќе се деца кои што се во училиште или на факултет и тоа како добро го разбираат зошто тато или мама да учат нешто ново или да променат кариера и како се соочуваат со нештото, па од една страна се добива една поддршка. Целокупна поддршка, па најчесто ќе забележите добро тато не се секира, ќе го средиш ти ова, знам дека можеш да го средиш. И тоа како е доволно мотиватор и поддршка на самиот родител или ајде мамо, ти беше тешка недела, но се договоривме, додиме негде ти да малце се релаксираш. И тоа како е таа преградка и тие збори прифатени од страна на луѓето кои што ги прават тие промени, ги потикнуваат, им даваат поддршка и нешто најбитно што е во самиот процес на градење кариера или промена на кариера е поддршка од самото семејство. Како успешно да се менаџира стресот на работно место? Го спомнавме неколку пати како главна причина поради која што луѓето нели имаат недвоумица, се сомневаат во себе или можеби тоа е причина да дадат отказ од работа. Како да се изменаџира успешно? Стресот на работно место нема да прекине. Секогаш го има и ќе го има. Понекогаш е прашање колку е изразен тој стрес на работно место. Бидејќи нема работна позиција која што нема одреден стрес, дури најмрзливата работа има стрес. Треба да се движиш. Прашање колку самата особа со незините, да ги речеме, внатрешни одбрамбени механизми може да ги совлада тие стресови, да направи промена и самата себе да се соочи дека може да ги надмине. Тој процес на справување со стрес многу е битен не само од самата особа, туку и од самата фирма во која што се работи, од околината. Не секогаш стресот доаѓа од колегите, од шефовите, директорите, најчесто луѓето самите себе си го предизвикуваат стресот поради одредени очекувања. Поради одредени очекувања, например, работев како коин 2 години, никој не ми даде бонус. Работев многу напорно 24 сати, не дојдоа ни да ми дадат една поддршка или ништо. Кои се тие очекувања и што они очекуваат од нивното работно место? Пред се, да се соочиме со фактот што ќе добиеш ти со ова работно место, кој што мене ќе ме соочи со што ќе ме чека утре. Да се запрашаме дали јас сакам да имам работно место кој што ќе носи одреден стрес и колку е изразен тој стрес. Стресот на долг период и тоа како го уништува самиот организам и негативно влијае врз целокупниот не само развој и околина и врз самиот ти. Сега, намалувањето, ме праша за намалување на стресот. Во однос на намалувањето на стресот, самите себе си може да си помогнеме со дружење со позитивни луѓе. Одење на
културни манифестации. Прошетки низ природа, правење на активности кои што нас не релаксираат, опуштаат. Читање на книги, цртање, боење, пеење, гледање комедии, патување и така натака. Што е до стресот на самото работно место, тука и како ние ќе се поставиме кон тоа работно место и што може ние да направиме во тој чекор надвор, не само надвор од работното место, туку како може да влијаеме да си ја направиме самата атмосфера доколку има можност да си го направам работниот ден да ми биде многу порелакс, да си поминам многу поубаво време со колегите. Работиме, но потоа играме нешто, одиме на кафе, правиме пауза од половина час, се дружиме со шефовите. Ја направиме една самата атмосфера порелаксирана, поопуштена, помотивирачка. Каде што е многу битно, и денешно време, без разлика колку и да се обидуваат луѓето да го задржат кадрот на работните места и све чуда прават за нив, сепак младите си заминуваат. Како главна болка беше изразена изминатиот период на телевизија. Главно е тие се менаџерите и шефовите кои што би требало да го сплоти тимот, во кој што ќе им даде на знаење дека тука сме сите работиме сложно, не си ставаме препки едни пред други, немаме оговарања, тука сме да ја завршиме работата, а потоа ќе се дружиме. Менаџерите и оние со лидерски особини, морам да нагласам, тоа многу добро го знаат и го практикуваат и затоа најчесто кај во таквите фирми имаме многу малце промена на кадар. Луѓето не идат само заради платата, туку идат поради луѓето, поради самите менаџери, поради убавата работна околина. Колку е важна пасијата кон нашата професија во цел тој процес на градење на кариера? Пасијата и страста, од една перспектива, се и главни мотиватори, а од друга страна се и главни уништувачи. Тоа е многу интересно што нашата пасија и страст може колку што може да не развие, толку може и да не уништи. Зошто? Затоа што таа бара една огромна посветеност. Имам страст да работам една професија, имаш супер професија, кој што добро напредуваш и така натака, но потребата во тој процес мислам дека треба да се постави балансот. Да, јас ја сакам професијата, сакам да напредувам, но колку од моето време ќе посветам на таа професија, затоа што професијата ќе си ја носам дома или ќе ми остане на работното место. Ако ми остане на работното место, страста нема да прекине ако не ја однесам дома. Не, туку дома ќе се занимавам со друга поубава страст. Некоја која што ќе ми исполни на некој друг начин, за утре јас да бидам парелакс опуштен со нови идеи, да дојдам на моето работно место кое што имам потреба да го работам и страст да се развивам така натака. Така да сепак па е прашање на балансот што треба да го направам во мојот живот со цел да бидам и успешен приватен план, но и во самата работа што ја работам професионално. Како психолозите можат да помогнат во цел тој процес на одржување на стабилно ментално здравје при избирање на кариера или при движење на патот кон успехот? Од страна психолог сега ќе разговарам, па ќе се префрлам во другата моја облека. Од страна психолог може да се разговара пред се да се помогне да се најде вистинското прашање зошто сакаш да го работиш тоа работно место, ако веќе си решен да го работиш тоа? Што од тоа? Како ти ќе се чувствуваш, што тебе ќе те исполни, која твоја страна ќе биде задоволена и исполнета доколку направиш кариерна промена или кариерен развој. Во тој процес не застанува, ќе се изрази стресот, ќе се изрази, доколку веќе се направи самата промена, ќе се соочат луѓето со анксиозност, тоа е нормално да се соочите со анксиозност, со одредени очекувања во првите неколку месеци од самата промена, бидејќи пред се не ги знаете луѓето, да речеме ако промените фирма, треба да ги запознаете луѓето, да се опуштите, да се чувствувате дека сте вие окей во самата своја кожа. Додека не се врати само довербата на она ниво претходно во кое што сте биле. Затоа што секоја промена врши пат на самодоверба. Секоја промена предизвика блага анксиозност. Секоја промена предизвика неспиење.
И тоа знае да се одрази на новото работно место, па тука да се постави, леле ја дали добро ја правам, дали си ја завршувам мојата работа. Леле ја дали што ќе рече шефот и така натака, се соочуваме со нови стравови. Работата на психологијата е да го намали тој страв, да го намали тој стрес, да го насочи кон чекај малце ќе биде све окей, само релакс опуштено. Издиши се. Додека од друга перспектива на кариерен советник, улогата е да ги пронајдеме полесно да ја направиме таа транзиција од една на друга кариера, од една на друга професија, од една на друго работно место. Да се соочиме со нештото дека чекорите да ги дефинираме точно, да ги поставиме како би се движеле според како тебе ти одговараат, според твоите вештини, особини, карактеристики, од почеток на работното место како што сакаш да биде до твојата кариерна промена, кариерна визија, кариерна цел. Така да тие се два различни процеси, од моја перспектива многу добро се интегрираат во тој процес, бидејќи едното и другото се заедно. Ваши совети за градење успешна кариера и одржување на менталното здравје во цел тој процес? Не се заборави себе си. Во целата приказна ти си главната улога. Тоа е број 1. Доколку се заборавиш себе си, ќе се изгубиш, дефинитивно. Ќе влезеш во еден процес за после ќе ти треба подолг период да се пронајдеш себе си. Направи баланс помеѓу работа и кариера. Направи баланс помеѓу својот живот, што се вика, ќе земам љубовниот живот, семејниот живот и работата. Што е тоа? Добро исперцепирај го, добро постави го нештото во кое што сакаш да напредуваш, во кое што сакаш да се развиваш. Не ги губи блиските за одредена цел. Затоа што целта ќе се постигне, но луѓето и блиските ќе ги изгубиш. Дали вреди сепак. Како што кажав, задржи ја само до вербата. Ако падне, ќе се врати назад за кратко време. Работи си ја работата со љубов. Полека нештата ќе се искристализираат и ќе го постигнеш успехот полека. Не брзај. Успехот не се постигне од денес за утре. И пробај поише да уживаш. Тоа ќе ти даде доволна енергија и мотив и ќе те насочи полека како нештото да го направиш и на кој начин. Ивица, ви благодарам на гостувањето. Благодарам и на вас, Симона. А вие, драги гледачи, не заборавајте дека борбата и трката со себе си и поставувањето на реалните цели ќе ве однесе до вашите соништа и до исполнување на вашите желби. Но во такви моменти не заборавајте да се посветите на вашите внатрешни мисли и чувства и на вашето ментално здравје. Би сакала да ве потсетам дека можете да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата Разговор МК. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете апликацијата Разговор МК на вашите мобилни уреди и при резервација да го запишете кодот издиши се 15. Кодот секако го имате и во описот на оваа епизода. Исто така нашите пријатели од Себе сложувалка имаат супер понуда за сите средношколци и студенти. При закажување на разговор со било кој психотерапевт од тимот на Себе сложувалка добивате 15% попуст. За крај би сакала да додадам дека не сте сами и секогаш можете да се потпрете на сигурно рамо, а тоа е она на психолозите и психотерапевтите. Тие ќе ве насочат како да се изборите со сите ваши животни ситуации.